Почитувани граѓани, дека СДС и низините кадри се насилни и склони на пороци, говори и вчерашното неартикулирано и неконтролирано однесување на градоначалникот Зоран Дамјановски Циц. Изреволтиран, Дамјановски со неговото обезбедување се нафрлија на возрастна жена и ја истуркаа позади камерите на тротоарот. Тоа однесување на градоначалникот може убаво да се забележи од видеоснимките од самото место. Покрај туркањето ја навредуваа дека е невротична, дека допроваќе се гледала на суд за вистината која што му е сообщена градоначалникот. Вистината за неговото неработење и за сите негови лажни ветувања и манипулации. Јавно го осудуваме таквото однесување на лица кои треба да бидат пример во градот и да го водат и да го напредуваат градот. Градоначалникот е должен да излезе и јавно да се извини на жителите од населбата Перочича, на жената што е истурка позади камерите и на сите граѓани на Куманово кои со години се манипулирани и лажани. Секојдневно апелираме до градоначалникот да се зафати со работа и да направи нешто во интерес на граѓаните и пред се за нивните потреби. Изминативе неколку месеци СДС Куманово го покажа вистинското лице на граѓаните на Куманово. Покрај кафеанската тепачка во која учествуваше пратеникот Максим Димитриевски, како и инцидентот кога председателот на општинската организација на СДС Мартин Костовски физички нападна својство граѓани затоа што присуствувал на мирен граѓански протест, а за кое нешто сега е награден со директорско место во службен вестник на Република Македонија. Ова вчера беше капак на се, уште еден инцидент поред, во кој што се инволвирани кадрите и раководителите на СДС од Куманово. Вистината за Куманово допро ќе ја слушнат пред локалните избори. Гневот кон граѓаните го направија тие. И сега со навреди, закани и уцени нема да можат лесно да се справат пред локалните избори. Предолгото владење во Куманово им овозможи на челниците на СДС, градоначалникот Дамјановски, да се однесуваат како да се собственици на градот и на жителите на градот. Народот во Куманово ја утврди нивната диагноза. Лековите ќе ги добијат на локалните избори кога и да се одржат. Благодарам.